Една година затвор за 21-годишниот насилник од село Сарамзалино, кој пред 1 месец во семејната куќа во Свети Николе со тупаници ја донел до без сознание неговата бремена девојка, ја освестувал прскајќи ја со вода, па продолжил да ја тепа. Ова е пресудата на Основниот суд Свети Николе, кој го прогласи за виновен РА за 2 кривични дела: телесна повреда и противправно лишување од слобода, бидејќи кога 34 годишната девојка се обидела да избега и го одзел мобилниот телефон и ја заклучил во спалната соба, каде ја држал 15 часа. Основен суд Свети Николе има донесено неправосилна пресуда врз основа на признание на вина и е осуден на единствена казна затвор во траење од 1 година. Обвинетиот се наоѓа во притвор од 20 февруари 2026 година од 17 часот, истиот се продолжува до правосилност на пресудата, односно до започнување на издржување на казната затвор, но не подолго од 60 дена. Странките имаат право на жалба на оваа пресуда и до овој момент против донесената пресуда само овој Свети Николе има поднесено жалба. Адвокатката Катерина Котеска-Стесниовска, чии случаи во најголем дел се однесуваат на семејно насилство, смета дека е неопходна национална стратегија, а и пракса, и насилниците да имаат институционална помош, како што се центри за зависности и работа со психолози и психијатри. Доколку е зависник, да посетува установа со која ќе биде подлегнат на третмани и сите тие останати мерки, за да може ефикасно истиот од тој процес, не само што ќе излези казна, туку да излези рехабилитиран. За жал, подолг временски период сме сведоци дека немаме некоја особено ставање на акцент на оваа материја, што не доведе до вакви случаеви. Иако во септември беше случајот со несреќната Росица од Велес, која го изгуби својот живот како жртва на семејно насилство, се случи уште едно дело, односно самоубиство на несреќната Ивана со незината ќеркичка. Додека дел од случаите чекаат правна разрешница, се зголемува бројот на пријави на семејно насилство, а дел од граѓаните преку видеа на социјалните мрежи бараат помош од надлежните за згрижување на жртвите и нивна заштита. Само еден од таквите случаи е Верица, која живее во Гостивар, која, како што велат нејзини познаници кои се обратија до Канал 5, последните неколку дена спие на улица, а дури размислувала да си го одземе собствениот живот. Ме малтретираме, и малата ја малтретира, не го остава да живи рад девојчето. Ме избрка на улица и јас испијам на улица. Се плашим да не му тепа. Според нејзини пријатели, а и видеото во кое таа раскажува и дека нема пари ни за храна, подолго време, од почетокот на бракот била физички малтретирана. Од МВР засега нема одговори за тоа дали некогаш од полицијата во Гостивар постапувале по овој случај.